Светна ламбичката on air во студиото на Радио Лидер. Тоа значи дека е време за уште една работна недела на нашето радио. Работните недели обично започнуваат со утринскиот подкаст. Ово утро имаме повеќе теми, нормално, сите од нив актуелни во јавноста. Ги замолувам во режијата малку да ги намалат мониторите, затоа што се слуша до овде. Првенствено она што е важно оваа недела е дека образовните реформи понатаму на сила се туркаат, но чудно се најавува и зголемување на даноците. Во исто време Вардар оди во втората лига и тоа е важно за сите жители на главниот град на Република Македонија кои, не е должност да го следиме затоа што ја носиме неговата градска, односно регионална фреквенција. Ово утро разговарам со Владимир Неловски, председател на опозицијската ВМРО ДПМН во главниот град на Македонија и поранешен фудбалер. Неловски, како го прими ти ова излегување на Вардар од првата лига? Прво да почнеме емотивно како човек, па потоа работите ќе ги разглабаме како политичар, нели? Испаѓањето на ФК Вардар во втора лига за мене како поранешен фудбалер на клубот кој што целата своја младост ја поминал во тој клуб на еден начин е трагична, но ситуацијата со Вардар е трагична не само за поранешните играчи и фудбалери, туку е трагична и за градот Скопје, но и за цела Македонија, бидејќи пред се Вардар е символ кој што е препознаен насекаде низ Балканот па и Европа, поврзан со Македонија. Ако нешто луѓето од Македонија знаат, не го знаат Зоран Заев, не го знаат Владимир Неловски, не го знаат ВМРО, СДСМ, го знаат Вардар. Така што тоа што се дозволи Вардар да дојде до ова дереџа до кое што дојде е показател за немарноста и немањето желба на, за жал, административците во градот Скопје, но и луѓето на власт да изненат решение. Јас во изминатиот период се обидувам да го актуализирам ова прашање. Дел од луѓето ме критикуваат зашто сум го банал тоа само за ФК Вардар. Во Скопје имало и други клубови, во другите градови имало други клубови, така натаму. Но една споредба ќе направам, и во Мадрид има многу клубови, но еден е Реал Мадрид. Така и случајот со Вардар и Скопје. Значи ние во Скопје имаме други клубови, да, општините треба да ги поддржуваат финансиски тие клубови кои што се важни во за Скопјани, но нема иста таква важност како моите знаења во фудбалот се многу оскудни. Знам само дека Реал Мадрид е кралски клуб. Сега ако кралот е таму главен во Реал Мадрид, тогаш кој би требало да биде главен она неформално како сива еминенција во Вардар? Дали градоначалникот на Скопје? Бидејќи и пред да го има овој собственик кој што го има ФК Вардар, клубот беше во собственост на градот. Еден поранешен градоначалник, да не навлагам во политика, нема да спомнувам ВМРО, СДСМ во овој момент, иако неминовно е да навлезам и во политика, бидејќи за жал и Вардар е политичко прашање. Спортот секогаш бил само политика. Тоа е така една, уште од времето на Орвел тој констатира дека фудбалот особено како британец, тој вели дека е важен елемент во она што се нарекува контрола на масите. Колективните но прашањето ми е во 2014 или 13, ако не се лажам, Вардар беше продаден на Самсоненко од страна на град Скопје. Јас би отишол и малку поназад, значи за сите некои што го следат Вардар и ја знаат историјата на Вардар, некоја чудна циклична состојба во клубот на секој 10 години ФК Вардар доаѓа во страшна, дали е тоа финансиска, играчка или било каква криза. Последна таква криза беше во 2010-та. Имено ФК Вардар последната шампионска титула имаше далечната 2003-2004 година. Потоа се случи некај 2005-2006 промена на спонзорот, односно влегување на тогашниот бизнисмен Трифун Костовски во клубот, кога се најавуваше дека Вардар ќе ги допре големите височини во Европа. За жал, таа авантура со Трифун Костовски траеше неполна година дена. Од кога тој го напушти клубот да го превземат навивачите, да се грижат да опстои, да живурка, и во таква состојба Вардар функционираше 2 до 3 години.
кога во 2010 година го допре до Ното Вардар и беше пред испаѓање. Тогаш таа со Миравци што беше токму така, таа година, кога Вардар и тогаш беше испаднат, но иако беше во приватна собственост, иако и тогаш имаше долгови, за жал во овој момент во градот Скопје, најверојатно и во власта, немаме луѓе кои што ја сваќаат важноста на ФК Вардар. Самсоненко која година го презема Вардар? Во 2011 град Скопје го превзема ФК Вардар. Испаднат, го превзема Вардар, прави одредени работи кои што на делот на навечите не им се допаѓаат за тој период, но Вардар останува во првата лига и истата година кога останува во првата лига ја освојува и шампионската титула по пауза од 8 до 7-8 години. 2 години функционира градот Скопје и нормално во тие 2 години бара спонзор, бара човек кој што ќе може да инвестира во фудбалскиот клуб Вардар. Во тој момент ние како играчи на ФК Вардар мора да се каже тоа дека доаѓавме на градскиот стадион, се подготвувавме за тренинг во подтрибинските простори на градскиот стадион, на јужната трибина, влегувавме во автобус на ЈСП, одевме до Илинден и имавме таму тренинг. Во 2014 доаѓа сегашниот собственик Сергеј Самсоненко, подпишува 10 годишен договор со град Скопје дека ќе го превземе клубот и дека се обврзува да инвестира по милион и пол евра годишно во фудбалскиот клуб Вардар. И сега дел од обвинувањата на оние кои што најверојатно се поблиски до власта се вие ВМРО-вците го уништивте клубот, зашто бидејќи тогашното раководство на град Скопје одлучи да го даде клубот на Сергеј Самсоненко. Сега, рускиот олигарх Сергеј Самсоненко се обврзува дека ќе дава по 1,5 милион евра годишно во Вардар и со тоа ќе го одржува клубот. Но дали ги дава тие пари? Сега, пред да дојдеме до 2020 година, која што е клучна за сегашната состојба на Вардар, само би напоменал, јас не сакам да зафаќам страни, не сакам да бидам нечив адвокат. Но од 2014 до 2020 во 6 првенства Вардар е шампион во 4 од тие 6. Вардар, ова кое што го кажувам дека немал услови за тренинг, Вардар го доби во Гази Баба тренинг центарот кој што е според европски стандарди. Академијата на ФК Вардар, сите оние кои што тренирали со мене и пред мене и по мене знаат за таа ораница од терен на кој што младинската школа тренираше. Сега има и академија во градскиот парк. Во клубот значи се случија успеси во последниве 5-6 години. Во Вардар за прв пат се пласираше во Лига Европа, на европско надпреварување. Тогаш кога беа убави времења, беа тука и Петре, и Пуик, и Заев, и сите да доаѓаат на стадион, да се сликаат со нив, да му даваат благодарници на собственикот на ФК и РК Вардар, но тоа беа во убавите време. Сега, во 2020 година, не знам од кои причини, дали е тоа ковидот или не знам што, генерално бизнисите на Самсоненко се во пат. Да, ФК Вардар влага во финансиска криза. Најверојатно Сергеј Самсоненко не може повеќе да ги обслужува финансиските текови на ФК Вардар, кои што да се мора да се истакне се доста големи за македонски услови. Единствено на Вардар во последните 5 години му парираше ФК Шкендија, кој што е исто така проект на во друг град кој што е важен за една политичка партија и за тој град. За Тето. Така. Сега, во 2020 Вардар влегува во финансиска криза, се гледа дека и во таа 2020 кога има финансиска криза, Вардар е повторно шампион со една млада екипа, со не премногу звезди, но со големо срце. Вардар е шампион минатата година. И Вардар можам да кажам слободно дека можеби е единствениот клуб во историјата на европскиот спорт во кој што една година по освојување на шампионската титула во својата земја, наредната испаднало таа лига. Еве Македонија е феномен дури по тоа ова. Да, но сега Вардар излегува, Самсоненко очигледно нема пари да го финансира, тоа е реалната состојба, тоа е она што го говорат фудбалерите, она што го говори македонската јавност. Која е улогата тогаш на градот во пропагањето? Улогата на градот, најпред ние како ВМРО-ДПМН морам да истакнам дека во неколку наврати се обидовме да не ја политизираме оваа состојба, да подадеме рака и леви и десни и СДС и ВМРО и сите да се обединиме околу ова прашање.
да нема политички поени, да нема политички напаѓања. Најпред пред точно една година лично на Петар Шилегов му понудив таква опција, ме одби, бидејќи имало и други клубови во град Скопје. Потоа во на седницата за буџет за град Скопје понудивме амандман со кој што ќе се обезбедува пола милион евра за ФК Вардар за 2021 година за функционирање. И тоа го одби. И едноставно се гледа дека нема желба кај овој човек да му помогне на Вардар. И сега тие оправдувања не можел да го превземе клубот, бидејќи имал долгови, така натаму не планирал он да ги подлаќа долговите на некој. А сега дали има право град Скопје да го преземе Вардар, да си го врати назад од Вардар Скопје во договорот во кој што е подпишан 2014 има можност на таа златна акција да го поврати клубот, но да постои во договорот дека клубот мора да нема долгови во тој момент кога град Скопје го преземе. Сега доаѓаме тука до откривањето на вистината дека нема желба кај Петар Шилегов и СДСМ да му помогне на Вардар. И во 2020 година, а и последен пат во април 2021 година, ќе го доставам и до вашата редакција документот од собственикот сегашен на ФК Вардар до градот Скопје и до сите советници на градот Скопје, меѓу кои што си тие од ВМРО и тие од СДС, во кој што бара помош и објаснува дека не може веќе да се финансира клубот, но во тоа обраќање до градот Скопје тврди собственикот и се обврзува сите долгови настанати во изминатиот период додека тој е собственик да потпише и да бидат сервисирани лично од него во наредната една година. Односно, град Скопје да го превземе клубот, да го финансира тековното функционирање на ФК Вардар, а се што од претходното и полека да си го ќе го исплаќа поранешниот собственик. За жал немаме реакција ниту за тоа, но очигледно дека на СДСМ овој Вардар е македонски кој што секоја втора сабота оди на градски стадион и цело парк и пола Скопје ечи, најверојатно им смета. И токму затоа Вардар може би треба навивачите да пеат овој Вардар е северно македонски. Видете, комитите се приказна сама за себе. Комитите се поврзуваат многу со ВМРО ДПМН. И велат дека комитите се всушност една испостава на вашата партија која има одредена мисија или така да настапува радикално, па дури понекогаш и физички да се пресметува. Колку се точни овие тврдења? Познавам многу комити кои се онака баш анти-ВМРО-ски настроени, но од каде доаѓа сега, нели, Кога говориме за комити, мора да се напомене дека тоа се луѓе кои што имаат свој кодекс на однесување, некому тој му се свигал, некому не му се свигал. Имаат своји идеали и принципи, преку кои што ниедна политичка партија, ниедна влада не успеала да ги оттргне. Ние сме имале во минатото обиди на поранешни влади, па и влади на ВМРО ДПМН, обиди да ги во наводници превземат комитите, да ги доближат до себе, но на ниедна влада и на ниедна политичка партија не им успеало. Ги поврзуваат со ВМРО ДПМН бидејќи тие се патриоти. И најверојатно во оваа држава секој кој што е патриот е небањат и ВМРО-вец. Бидејќи секој кој што си ја сака татковината, овие прогресивци во наводници кои што не ја направија Македонија последната дупка на свиралото во светот, ги окарактеризуваат дека се ВМРО-вци, што не е вистина. Ако некој човек си ја сака државата, си ја сака Македонија, си го сака ФК Вардар, не мора да е ВМРО-вец. Па и во комитите имаме и членови на СДСМ. Има членови на СДСМ, има членови на ВМРО ДПМН, има неутрални, има од помали политички партии. Но она што се уште мене ме става во една прашална позиција, ќе се обидам да бидам дури адвокат на Петре Шилегов, иако тој е адвокат, значи јас сум адвокат на адвокатот кој е градоначалник. Зошто токму Вардар е? Во Скопје има и други клубови, зошто градот да не го спаси, да речеме, не знам, работнички, Маđари солидарност, не знам. Да, па бидејќи ниту работнички, ниту Маđари солидарност не се 10 пати шампиони на првенството во Македонската лига. Ниту еден клуб до сега не успел да се пласира во Лига Европа, Вардар успел. И бидејќи Вардар е Вардар, значи да се разбереме, не може со сето должна почит кон работнички, тие се братски клубови, јас сум поминал 1-2 години во тој клуб, работнички не е Вардар, едноставно е.
Црвена звезда и Партизан се Црвена звезда и Партизан во Србија. И не знам, Војводина е одличен, ФК Војводина е одличен клуб, ама не е Црвена звезда. И токму затоа, ако видиме од нашите соседи, Црвена звезда во Србија се вели дека е национален проект. Бидејќи владата одлучила дека тие два клуба, Црвена звезда и Партизан, мора да функционираат. Бидејќи се репрезент на државата, спортната репрезент. Но она што исто така се говори во македонската јавност е дека моментално главен командант на фудбалскиот живот во Република Македонија е Артем Груби. И токму Артем Груби оној кој рекол Шкендија ќе освои титула и Шкендија така освоила титула. Артем Груби рекол Вардар ќе излезе од првата лига и ете Вардар излегува од првата лига. Дали Дуи го презема македонскиот фудбал, еве имаат и нели албанец председател на ФФМ, дали Дуи практично е креаторот на идејата за рушење на ФК Вардар и национално понижување на македонците? Како поранешен спортист, бидејќи верувам во духот на спортот, не можам да се согласам дека може не Артем Груби било кој човек да рече дека еден клуб треба да е шампион и тој да стане или друг да испадне и тој да испадне. И не бија... Па добро, да не се месте утакмици во Македонија и се да беше по прописи, по делегатски и европски стандарди, тогаш ќе ви верувам. ФК Шкендија е сериозен фудбалски клуб, нас тоа свијало или не, со сериозен спонзор и сериозна организација, затоа се шампиони во овој момент во Македонија, за разлика од ФК Вардар. Не би тргнал кон ова прашање преку етничкото прашање во Македонија. Она кое што би сакал да го кажеме една како да се изразам, едно браво за собствениците на ФК Шкупи, ФК Шкендија и ФК Тримлум, кои што во овој момент ќе бидат заедно со Силекс преку клубот представници на Македонија во европските надпреварувања. Тоа нема етничка одредница таа карактеристика. Тоа има дека има луѓе во држава кои што си го сакаат спортот и инвестираат во тој спорт. Добро, има етничка димензија кога гледаме како навивачите на овие клубови палат македонски знамења. Тоа е друго. И за тоа треба да интервенираат институциите. Но тоа нема никаква поврзаност со тоа што собственици на тие клубови се луѓе кои што дале одредени средства инвестирале за да имаат успех. Да, за жал во моментов нема после можеби долго време клуб кој што е со македонски собственик во европските надпреварувања, но тоа е што е, и тоа е спортот. Јас не би одел на таа етничка карта, туку би повикал сите македонски бизнисмени да се угледаат на овие луѓе кои што инвестираат во спортот. И на крајот од денот да се навратам зашто Петре не го интересира ФК Вардар, не го интересира ФК Вардар, ниту пак некој друг фудбалски клуб во Скопје, бидејќи нема провизија. И од Вардар нема провизија тој што ќе се погрижи да не испадне клубот, но затоа има провизија доколку се погрижиме некој тендер да го добие некој зет на наш близок соработник. И тука е одговор на вашето прашање. Нека набавува тој што е роднината на Петре, топки за во Вардар, може дресови да прави, шалови. Има бизниси и таму, не е толку, тие се навикнати лошо. Поише да зимаат, да даваат малце потешко им оде на. Да, можете повик до Петре Шилегов, има и таму господине градоначалник комбинации. Не мора толку само на останатите бизниси да бидете фокусирани. Излез сега нема. Јас случајно некни возам во мојот автомобил, си одев на кај Кавадарци може би има една недела и на семафори ми застануваат луѓе со знамења од Вардар. Отварам прозор, се поздравувам со нив и ми велат, молиме нешто, пишувајте, вика ни пропадна клубот. Ја не знаев што се случува со Вардар, затоа што пак ќе повторам, не следам баш многу спорта, не ни практицирам што се гледа по мене. Сега, потоа видов дека вие сте го напишале ова, сте имале ваква изјава и реков чекај да видам што е работата, малку нели проистражував. Кој е решението според вас во овој момент? Постои ли спас на, не знам, на 25.5.2021 година денес, постои ли спас за ФК Вардар?
Постои еден краткорочен спас и долгорочен спас. Краткорочниот спас е Петар Шилегов да остави суетата на страна, своето его на страна, да го повика собственикот на ФК Вардар, да му каже ќе ги превземеш сите обврски, ќе подпишеме договор, нотар, се останато, ќе ги платиш сите долгови кои што ти си ги направил. Академијата и тренинг центарот кој што се во твоја собственост, ќе му ги отстапиш на ФК Вардар бесплатно за користење за наредните 20 години, таму да се школуваат деца во академијата, а првата екипа да има одлични услови за тренинг. Ќе обезбедам јас како Скопје, бидејќи ако можам да обезбедам за привремени вработување 1 тон, за скали од 1,7 милиона евра и така натаму, ќе најдам начин да обезбедам средства и за ФК Вардар, ќе се обезбеди буџет, ФК Вардар ќе се надпреварува во втората лига, ќе ја освои втората лига Запад, мислам дека беше, и повторно ќе влезе во првата лига. Но ова е оптимистичкото сценарио. Песимистичкото сценарио е ништо нема од тоа што го кажа да се случи, и скопјани ќе мора да чекаат некои подобри времиња за ФК Вардар, а јас сум убеден дека не само што сум убеден, туку и ќе се погрижам следниот градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН во градот Скопје ФК Вардар да го врати таму каде што му е местото, или на еден начин да кажам дека во 4 години од наредниот градоначалник кој што ќе биде после Петре, ФК Вардар не само што ќе се врати во првата лига, туку и ќе биде повторно шампион. Сега ќе бидам малку зајадлив. Тоа значи дека вие очигледно е дека Вардар секогаш победува кога ВМРО ДПМН е на власт. И земат титули. Со СДСМ многу слабо им оди вака генерално по бројот на титули доколку видиме. И сега пак ја треба да верувам дека во македонскиот фудбал било што не е наместено. Значи не во обвинувам вас како партија, општо сметам дека се што гледаме во македонски фудбал е една огромна местенка. Не, јас сметам дека задача на политичарите е да се погрижат да обезбедат современи, модерни и достоинствени услови за спортот, не само за фудбалот. Ние во моментов се наоѓаме во аеродром. Јас сум од центар. Во однос на кошарката јас наоѓам за КК Работнички. Но и знаеме изминативе 10 години кој доминира во кошарката. МЗТ како политички проект, прво на ВМРО ДПМН и на Ивица Коневска, сега на СДСМ и на Златко Марин. Значи тоа не е политички проект, тоа е задача на градоначалникот на општина Аеродром да се грижи МЗТ да функционира. За жал тоа не е случајот со КК Работнички во центар, каде што исто така имаме градоначалник кој што бил поранешен навивач на Вожа кошаркарски клуб, а резултатите кои што ги има во изминатиот период како Ама сепак помага општината за сега тоа што не ги бива работнички не значи дека општината не помага. Добро, сега кога говориме за спортот, јас кога говорам за некој некаде да помогне, е да помогне да биде шампион. Значи не е доволно сега Петар Шилегов да му помогне на Вардар да влезе во прва лига и да наредна година повторно се бори за опстанок. Не, обврска на градоначалникот на град Скопје, колку сака, кој сака нека се лути, е да обезбеди услови ФК Вардар да се врати таму каде што му е местото и повторно да биде шампион на Македонија и да биде репрезент. Пошто ако Петар Шилегов можеше и најде начин да им обезбеди бина и организација на РК Вардар кога беа европски шампиони, иако тоа не му е обврска, иако никаде не пишува дека треба да го направи, но во тој момент политички поени собира преку спортот и во тој момент РК Вардар, така треба да најде начин и кога не е се розово и кога не е се весело, да му помогне на истиот тој бренд. Значи Вардар не е фудбалски клуб, Вардар е бренд. Своевремено јас сум од Кавадарци, во Фени Индустри си инвестираа огромни пари во кошаркарскиот клуб од страна на фабриката Фени, а сега видовме скоро едно истражување дека всушност во Фени се набавувал индустријски отпад кој се горел како мазут, значи не труеле сите. И ја велам подобро никогаш да не станевме шампиони, но да не ни испуштаа мазут од Фени во воздухот, ама ете, ние сега сме задоволни со шампионската титула. Фени не станал шампион поради мазутот и поради Фени Индустри, компанијата која инвестираше. Компанијата која што инвестирала конкретно за тој случај инвестирала, она која што институциите треба да се погрижат е да видат кој го увезал тоа масло, отпадно и така натаму, а не мазут, како го увезал и дали имал некоја спрега со тогашната, сегашната власт, било која власт да е, и треба да има одговорност. Не за Фени Индустри кој што
Јас кога ќе дојдам кај вас во емисија или кога ќе отидам да купам негде надвор нешто, тој што од кој што го купувам тоа нешто ми гарантира за квалитетот и за се останато. Така што мислам дека нема поврзаност на троењето на Кавадарчани со успехот на КК. Да. Сега, го следевте тоа истражување на колегите од ИРЛ? Навистина предизвика огромно внимание во јавноста, беше објавено нешто што е навистина фрапантно како информација, дека на сушност ние сме, како да кажам, депонија за ѓубрето од Европа и ние се грееме буквално со ѓубрето, се она што европејците едва и чекаат да се оттргнат, го продаваат кај нас и тоа поминува на државни тендери дури. И сега прашањето ми е, она што се уште не сме го виделе било каква одговорност, иако за таа работа сериозно застана и поранешниот директор на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски, се заложи заедно со екипата на ИРЛ, но нема никаква вина. Ете, го видовме Крешник Бектеши излезе и кажа, па ова е согласно директивата која ние сме ја добиле, нема ништо против законски, така што дури може и да се случи во иднина некој пак да увезе вакво. Дали го имаме видено, еве Крешник Бектеши излегол, директор на Царинската управа Сугаревска, имаме ли видено да излезе да каже нешто, да бекне во однос на оваа тема, бидејќи сите овие работи, односно мазут или отпадни масла или што и да било што се увезувало, проаѓало преку царината. Дали го видовме тој директор да каже како е го тестирала токму тој елемент за односно сумфур диоксид, не знам сега што е, не сум хемичар, за да се докаже дека тоа е мазут. Значи од сите вкупно тие 15 елементи кои ги има мазутот, овие го тестирале баш тој што го има во овој отпад. И тоа практично го овозможиле криминалот. Ти како, иако си млад искусен новинар, што мислиш ако таа царинска управа молчи веќе недела до 10 дена, дали ќе има некаква одговорност од било кого? Па би требало, не знам, обвинителството организиран криминал да преземе нешто. Ние живееме во Македонија, многу работи би требале, ама не се случуваат. Така што мислам дека евентуално со огромен притисок од страна на јавноста нешто да помрдне од мртва точка. Но гледајќи ги реформите кои што сега ги спроведуваат и во образование, и во економија, и во многу други сфери, и наетот со кој што ги тераат, мислам дека и реакциите од јавноста нема многу да помогнат. Да не заборавиме, ова труење на скопјани, значи на клиники кои што се дел од здравствениот систем на Македонија, го гореле овој отпад во годините кога Петар Шилегов и СДСМ убедуваат дека загадувањето е намалено и дека аерото во Скопје и во Македонија е чист и така натаму. Да, исто во студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу, во центар на градот, каде што живеат млади луѓе кои нели би требало да бидат иднината на оваа земја, се горел тој течен отпад. Но настрана нели сето тоа се да самовети прочистување на воздухот, тоа е едно лудило од рангот на она на Обама дека ќе се зголеми нивото на океаните доколку тој стане председател, затоа што ќе осопре глобалното затоплување, така и ова со чистината на воздухот, тоа е нешто што не може да се случи преку ног и на сите ни е тоа помалку или повеќе јасно. Дали темата загадување на воздухот повторно лицемерно од страна на политичките опции во главниот град на Македонија ќе биде тема на предстојните избори? Еве, вие како представник на ВМРО ДПМН е. Тажно е што воздухот во Скопје не е тема во овој момент. И е тема само од септември до кај негде февруари секоја година. Тоа е тажно. Дека ќе биде тема на избориве кои што доаѓаат, сигурно ќе е тема, бидејќи едно од најважните прашања за скопјани, но сметам дека треба да биде тема не само паушално, ќе излеземе ние или СДСМ го што излезе во 2017 дека ќе се ќе го намалеле загадувањето, ќе немало веќе загадување по заминување на Петар Шилегов. Во однос на загадувањето потребно е реформи, проекти и активности во насока на намалување на загадувањето, новистински проекти. И тука сега доаѓаме и до желбата за работа, односно неработењето на локалниве градоначалници. Докаде
така наречената многу позната гасификација која што требаше да го гасифицира Скопје, да нема домакинство кое што нема да се грее на газ. Докаде се оние кули кои што ги ветува за прочистување во повеќе општини низ Скопје. Оние зелени кровови кои што ги најави Петар Шилегов, за кои што успеавме да видиме само 2 од тие зелени кровови кои што се за жал многу скапи, а не се баш зелени. И каде се, да речеме, зелените фасади кои што беа најавени. Ама еве сега зградава нова што ќе ја прават таму кај Holiday Inn на тоа паркингот, таа ќе била зелена, уствари ќе бил хоризонтална парк има хоризонтален. Да, хоризонтален парк, ги видовме тие шубаво нацртале таму по терасите, жардинери, не баре на вистина се работи за парк. Кога збориме за Holiday Inn, ети тоа е едно од ветувањата на СДСМ од 2017 дека ќе се запре со бетонизацијата на Скопје. А јас денеска на 25 мај можам да ви слободно ви кажам дека Holiday Inn дури има можност и пред локалните избори да почне да се гради. Ако успеат да го замолчат собственикот на тоа земјиште до локални избори за да не се направи револт кај луѓето, после локални избори сигурно ќе се гради, бидејќи СДСМ да сака на вистина нешто да направат во однос не само Holiday Inn, тука е треска, расадник, во Ѓорче се гради на секој чекор, ќе направеа нешто. Во однос на Holiday Inn, нели таму еден од собствениците е директен представник на Господ на земјата и малку ќе биде тешко да се испреговара кога се има таква сила наспроти себе, но дека главниот град на Македонија добива една страшна урбанизација, особено тоа може да се забележи кај нас во аеродром, веќе не постојат бараки во аеродром, сите бараки наместо куки да стана згради во која си добија газдите по 2 стана, а инвеститорите милиони и милиони евра. Како е можно да се стави крај на се ова во главниот град и можно ли е воопшто да се стави крај или подобро нека пушти нека иде па да видиме што ќе се случи, дали ќе личиме на Калкута или на некоја бразилска фавела е помалку важно. Крај не треба и не сме да се стави, бидејќи општините живеат од комунали и од урбанизацијата, но мора да се стави ред на комуналното, на градежното дивење кое што во овој момент го има. Мора да се стави крај, бидејќи на секој чекор никнуваат згради. И треба да се направи некој план кој што долгорочно ќе се знае каде, што, колку, како ќе се гради. Ние во Скопје имаме една скопјенија верзија кон самата градба, но мора градот да се развива и општините да се развиваат. Но тоа треба да биде плански направено, мора да е градбата на згради сразмерно со парковите, со зеленилото и се останато кое што ќе придонесе квалитетот на живот во таа област или во тој дел од градот да биде на високо ниво. Да видиме градинки, да видиме водоводната мрежа. Ние во овој момент гледаме згради како наполитанки, така ги викаат скопјани, наполитанки ве никна. Значи 10 згради една до друга, од 8 до 10 ката, без да има терен за водоводна мрежа, без да има услови за градинка, или пак еве да видиме друго прашање. Аеродром се развива. Се градат во изминативе 4 години се изградиле бајаги згради, доста згради. Колку градинки се направија воопшто на аеродром во последниве 4 години? Нула, не знам, мене постојано пријатели ми се јавуваат дали сум имал врски да им ги помогнам децата да си ги запишат во градинки, тоа циклично ми се повторува. Колку основни училишта имаме нови во аеродром, во Ѓорче. Значи, ако дозволуваме да се урбанизира еден дел од општината, да се градат згради, бидејќи ќе повторам, јас не сум против изградба на згради, но мора да се дадат услови за тие луѓе кои што ќе се вселат таму, да имаат достоинствени услови за живот, а не во градинка со капацитет од 150 деца да имаме 350 пријави. Знаете, од друга страна што ми пречи, ние кога збориме за градење во градов, постојано сите само аеродром. А ситуацијата не е ништо помалку тажна и во еден Карпош, да речеме. Исто е. Карпош, Ѓорче се гради на големо. Газибаба се гради. И пак ќе повторам, не е лошо што се гради, но мора градоначалниците, тие комунали кои што ги зимаат од зградбата на згради,
да не ги гледаат да ги стават во джеп преку матни нетранспарентни тендери, да не гледаат да вдомат што е можно повеќе партиски војници, туку на тие луѓе и луѓето кои што живеат во околината на тие нови згради да им направат градинка, водоводна мрежа, да им направат патишта. Кога ВМРО ДПМН конечно ќе ги објави кандидатите за градоначалници во Скопје на предстојните локални избори, затоа што веќе полека ситуацијата се развива кон тие избори, ќе дојде летото и се ќе се утиши, така што барем оно што е некое мое објективно мислење дека политичките партии би требало пред летово да ни кажат со кого ќе истрчаат. Има ли таква најава од кај? Во овој момент се уште траат тие сондирања, анкети, проверка на јавно мислење и така натаму внатре во партијата, и во наредниот период би требало дел од кандидатите да бидат обзнанени, можеби за дел од кандидатите ќе треба да се почека до септември, ќе видиме, но на кое што и председателот пред некој ден го изјави е дека кандидатите кои што ќе бидат за на ВМРО ДПМН ќе бидат и интелектуалци и луѓе препознаени во својата Слушам нека најави дека доктори многу ќе имало. Доктори како кандидати имало и во минатото, можно е да има и сега, значи не го негирам тоа, но не е важно што ќе бидат под професија, важно е од моментот кога ќе го превземат кормилото на одредена општина како ќе работат. Да не е важно што се доктори, важно е кога ќе седнат на столчето да не почнат да не оперираат. Па може така да се каже. Зашто видите, ние во овој момент во Скопје имаме градоначалници кои што имаат изедено во буквална смисла кажано 4 буџета на општината или пак на градот. А еве кажете ми еден капитален проект, голем капитален проект кој што останал овие 4 години. Не знам терените. Не знам, ама ни тоа не е направено. Ни тоа не е направено. Тоа е најава. Па е visibility студија. Не зборам за проширување на булевар, туку капитален проект. Во овој момент во Србија се гради железничка нова станица. Се гради нов аеродром или поправат подготовки за да го зголемат капацитетот на постоечка. Во Скопје кажете Белград на води. Белград на води исто критикуван проект во Србија, но се развива град. Еве кажете ми ние како град што добивме во изминатите 4 години, освен да се согласувам проширување на 4 улици или 2 булевари кои што се проекти од претходниот и автобуската станица, да се подсетиме за еден од најкапиталните проекти, тоа е автобуската станица под ГТЦ што беше свечено отворена, иако цела историја постоела, едноставно не им било практично, не ги фаќа автобусите доле да ја користат, но сега Петре ја отвори, таму има и една слика нацртана, кој беше тој Кензо Танге, некој Живко Живко Поповски архитектот. Ние си имаме, иако морам да кажам дека ГТЦ се повеќе мириса на урина, а претходно го гушка овој комплекс, одбивајќи истиот да се модернизира. За жал и ГТЦ огледало на состојбата во државата. ГТЦ е символ за она што се нарекува комуњарство во Македонија. Она што е СДС се е изградено во таа зграда во ГТЦ, целата нивна културолошка целиот нивни културолошки склоп, почнувајќи од дупките во тоалетите доле, па се нагоре до целата таа траурна атмосфера, се не би бил толку вака експлицитен во објаснувањето, бидејќи сепак како символ ГТЦ на дел од граѓаните во Скопје им значи и е символ на градот Скопје, но убав символ. Во изминативе 4 години, а и дел од годините наназад пред тие 4 години, ГТЦ не е символ на убавина, туку на сосема спротивното, на ужас, на страф, на темница, на урина и се останато. Ние не видовме желба, значи претходната власт ВМРО ДПМН беше критикувана дека сакаше да го реконструира, реновира ГТЦ. Да. Еве скопјани и поточно центарци се изјаснија дека не сакаат да биде во барок, но зашто во последниве 4 години не му се даде живот на ГТЦ? Барам нека личи на Рамсторн, нели, онде што е трговскиот центар. Сега тука оправдувањето на Петре најверојатно не е моја ингеренција, бидејќи се што ветил претходно, а не е остварил, сега не е моја ингеренција. Бидејќи ГТЦ јас сум различен ентитет од градот Скопје. Јас сум сепак за идеолошка пресметка со ГТЦ и мислам дека тука на СДС им ја имам најдено мерата. Значи, се работи за следното. Од една страна постојано плачат и бараат паркови, од друга страна го бранат ГТЦ како да е нешто најсвето, се работи за
оставштина од некои други времења, ја би го срушил и тука би направил парк. Не. И од една, како, ќе бидеме како Нью Йорк со Централ парк. Од една страна не можат да зборат ни го срушија ГТЦ и викаме, имате бели дробови, имате парк, а од друга страна, нели, буквално ги ставаш во една пат позиција. Еве сега ќе бидам јавно советник на вашата политичка партија. Морам да не се согласам со тебе, бидејќи задача на политичарот не е да руши, туку да гради и да создава, наместо да уништува. Ние во овој момент СДСМ наместо да мисли како да сруши, еве ти викаш, ГТЦ. Ама сега вие не ќе да го рушите ГТЦ, а они ви ги срушија галиите. Не ги срушат. Ќе ги срушат во постапка се. Мада тоа нешто прекина. Кеги. Значи, толку се неспособни што не можат ни ветеното рушење да го реализираат, бидејќи не е така едноставно. И треба основ, правен, судски, било каков, за да се сруши нешто. Не може така Петр станал некоја сабајле, се освестил, удрил две жути и вика сега ќе рушам Галија. Сега ќе рушам. Па не може така лесно и галиите да ги сруши. А прашањето не е зашто не може да ги сруши галиите, зашто не може да направи нешто, да создаде нешто. Зашто универзална сала сега за брзо време ќе не лажат со реконструкција на фасадата дека ја враќа. Дека била нова тоа. Да, зашто? Едноставно имаме тешки неработи. Сега нема да ја рушат универзална сала. Пошто најавија нели дека ќе рушеле таму, ќе правеле нешто, па ќе дислоцирале, тука не имало место за паркинг. Универзална сала, за жал, најверојатно ќе треба да почека до октомври некој друг градоначалник за навистина се фати да среди, бидејќи и таа е символ на Скопје. Еве видовме сега во овој момент говориме за 3 символа на Скопје кои што се дерогирани, тотално заборавени. Тоа е Вардар, ГТЦ, универзална сала. Петар Шилегов на 3 месеца пред избори вети во наводници реконструкција на универзална сала. А што значи таа реконструкција? 3 месеци пред избори со 2 милиона евра ќе го реконструира кровот и фасадата. А внатре, мора да знаат сите скопјани, планира било што и да направи, да мрдне со прст, да смени една плочка или цигла по локалните избори. Како што ветува дека ќе направи БРТ по локалните избори. Што е БРТ? Бас Rapid Transit, тоа е неговиот проект. Идејата. Како што ветува кружен тек Александар Палас и Хуго Маркет по наредните избори. Значи, повторно само ветувања, само а во овој момент имаме стагнација на се што значи символ на град Скопје. Да не го забораваме Калето. Калето е значи оставено на забот на времето, катастрофа е. Водно. Се пошумили водно со оние 700.000 евра кои што беа наменски обезбедени од владата за делот каде што ги секоа дрвата за гасификацијата. Не се пошуми. Докаде е тој фамозен адреналински парк или како и да го викаше на Петар Шилегов за борба? Зиплайнот исто го нема. Така што може да видиме дека сите символи кои што се во историјата на Скопје важни за скопјани ги нема. А што имаме од друга страна? Денеска започнува втора фаза, фамозно најавена на фанфари, па мораше и премиерот да дојде и градоначалникот на Скопје и на центар за привршување, не е завршување, бидејќи не е завршена, привршување на првата фаза од реконструкција на улицата Орце Николов. Првата фаза е 45 метра. И денеска фамозно најавуваат втората фаза, наредните 45 метра. Значи ние имаме добро 3 пати по една лопата фрлање. Тоа ти е навистина еден добар пиар ивент. Јас знам, имам пријатели кои живеат таму на Орце Николов и ми кажаа дека специјално носеле трева да засадат за кога ќе застанат позади нив да има трева и баш таму кај што фаќа кадарот на камерата. За жал ние Скопје 4 години скопјани не добија ништо конкретно. Освен лажни ветувања, освен ветувања кои што се уште ги добиваат, Скопје 4 години стагнира. Скопје од 2017 до 2021 нема да има еден капитален проект, што е тажно. Значи збориме за град кој што има над 100 милиона евра буџет. Значи скоро пола милиарда евра за 4 години се потрошени, немаме едно капитално нешто кое што ќе остане и ќе имаме сега. Петар ќе вели, видете, задачата на градоначалникот не е да гради пирамиди како фараоните со своја овсташтина. Што е задачата на градоначалникот? Да ги реализира ветувањата дадени на избори, да го реализира ветеното
средно училиште во општина Аеродром, кое што го нема и кое што се обидуваат сега да го заскријат и покријат со некои си реконструкции или пак зголемување на капацитетите на моменталните средни училишта. Во Маврово бев, нели, кога откривавме дека Петре Шилегов гради викендица, случајно викендов бев на некоја прошетка натаму и видов сега веќе е завршена викендицата на Петре Шилегов. Да, во Маврово и ужива во незе и можам да ви кажам дека навистина е добра. Има направено стварно солидна како се вика викендица со вкус направено. Се гледа вложени пари, но со естетика и навистина сега не знам колку кошта, валјда 200, 300, 400 евра, ама изгледа перфектно. Не би навлагал во приватноста на Петре Шилегов, како го направил тоа што го направил и со кои средства, искрено не знам. Ниту пак ме интересира, треба да ги интересира институциите. Со 1000 евра плата прават Мериот хотели. Ева овој со колку има градоначалник плата? Од Петар Шилегов има изјава дека тој не живее од платата, туку од некои други бизниси кои што наверојатно ги имали претходно пред да стане градоначалник. Ама кои се тие бизниси? Треба да ги видиме. Не знам. Значи треба да ги видиме. Треба да се пријава таму во антикорупцијска, ова ми е бизнисот, она ми е бизнисот. Паниката е до толку голема што видите една власт се знае дека паѓа во моментот кога ќе се фати во костец со образованието и со родителите и со децата, и втората работа е кога ќе почне да штанца тужби за клевета. Јас во изминатиот месец дена добив поздрав од секретарот на градот Скопје, дотичната Мадик, дека ќе ме тужи бидејќи сум излажал дека незиниот зет за сестра е дел од тендерот за противпожарната скала, која што стана еден од најпознатите скандали во мандатот на Петар Шилегов. И тие мислат дека со тие закани ќе не уплашат и дека ќе се повлечеме. Не само што нема да се повлечеме, ќе продолжиме уште посилно да им ги ловиме криминалите, да им ги ловиме матните сделки и да ги им обзнаниме на скопјани зашто прават тоа што прават. И ќе видат за многу брзо време и скопјани зашто Петар Шилегов има толку мерак да греби улици. Мадик се викаше таа. Да, Викторија. Ја имам една честитка, мојата не е поврзана со град Скопје, мојата е поврзана со Јасмин Реджепи, затоа што сум го нарекол терорист во оваа емисија и еве повторувам дека Јасмин Реджепи е терорист. Може да ме тужи уште еднаш. Нели ја на суд ќе докажам дека се работи за терорист со документи од државата Израел. Неловски привршуваме полека, она што исто така мене барем ми е интересно, веројатно интересно за секој оној кој прима плата во Македонија или па независно да, особено во приватен сектор, е дека имаме една ситуација во која керката на Таки Фити, нормално, секој има право на тоа, стана функционер на СДСМ, стана дел од централниот одбор на оваа политичка партија, вела дека се работи за жена која е навистина економски експерт, не знам, можеби, веројатно, не сум прочитал ништо од неа, но само недела дена подоцна нејзиниот татко, Таки Фити, излезе со експертско мислење, не како СДСМ, туку како експерт, дека во Македонија даноците треба да се зголемат. Што мислите околу овој предлог кој очигледно доаѓа од власта? Малку така експертски премачкан. Што мислите за овој предлог вие како опозиција? Видете, само власт која што не живее во моментот и во реалноста може во услови на пандемија најпред да поскапи струјата, а сега да бара и дополнителен товар на секој граѓанин. Зашто? Бидејќи не може да ги намали своите апетити за луксус и непродуктивни трошоци, мора некако да го наплати тоа и тоа за жал го наплатува преку еве вакви квази проекти економски. Задача на влада треба да биде да ги намали даноците, за да се намали сивата економија. Еве видовме како им пројде проектот прогресивен данок првиот пат. Илјадници фирми си зема од Скопје, си отворија во Косово, во Србија. Дел од младите луѓе кои што работат во IT секторот престанаа да работат тука, си ги префрлија фирмите во странство, односно се случи една даночна евазија. Ние во овој момент, она кое што треба владата да направи не е да им даде дополнителни давачки на
на граѓаните, да не може кои што не можат да врдат крај со крај. Мака мачат. Имаме инфлација. Мала е, но има инфлација. Веројатно они мислат дека 20% од нула е нула. А не заработуваме. Тоа е проблемот што посебно во однос на економијата тие не мислат. Не носат мерки кои што се засновани на анализи сериозни, потоа разработка на ефектите, но и позитивни и негативни од таа одредена мерка. И ние денес имаме паушално најавување на прогресивен данок. Слушаме дури дека има можност да се зголеми данокот на додадена вредност за некој процент. Слушаме еколошки данок, слушаме данокот на имот дека се зголеми. Зашто не се обидат пред да ги намалат своите апетити, своето трошење, па подоцна да дискутираат за одредени други работи. Но тоа е така бидејќи во економијата ситуацијата е лоша. Ама сега и вие, ако нема зиплайн, зашто нема зиплайн? Ако се зголемат даноци, зашто се зголемуваат даноци? Па мора да се зголемат даноците за Петре да може да направи зиплайн, за да го направи ГТЦ како она зградата у Дубај Калифа, за да може да имаме експресни, како се вика тоа, возови на сред улица. Сето ние ќе се откажеме од своето за овие успеси кои се тука. Само треба да ги... Така, не може во исто време да... Што би рекол мојот... Не ми е колега, он сака да биде дел од нашава професија, Саше Политико. Ние рајот е тука, близо е. Се што треба е само да подадеме рака на Заев и да го почувствуваме. Да свртиме малку на шала, да не може во исто време и зиплайн и кошеви од 15.000 денари и 1 метар квадратен или 1 метар должина греда од 18.000 денари, или пак овие познати во аеродром има еден нов парк, сам парк во наводници, тоа не е парк, не сквер, нешто за разонода, во кој што имаме шаховски табли. Кај мене умало е тоа. Па ти можеш да имаш можност да играш на една од најскапите шаховски табли во свет. Една шаховска табла мислам дека е околу 70.000 денари. Пре уште после ќе идам, ама фигури нема, тоа го примете. Па треба да однесам фигури, ќе треба уште 70.000 денари да однесам. Ќе си однесеме од дома, ја имам дома еден од Чоја добар шах и ги земам фигурите и ќе играм на тој скапиот, ќе се чувствувам буквално како Гари Ѓаволот ја однел шегата личо во економијата катастрофално, бидејќи стапката на капитални инвестиции е нешто кое што го говорев и претходно дека 4 години се поминати, нема ништо, е минимална. За економијата да се движи, градежништвото да се движи, тие се двигатели на општеството, треба да има капитални инвестиции. А за жал во овој момент нема. Удрено е се на расипништво, непродуктивни трошоци, 100, 200, 300 партиски вработувања во администрација и нормално корупција. Она што е главниот проблем, главната рак рана на нашето општество, на крај се сведува на таа пуста корупција на која очигледно во Македонија ќе треба многу време. Треба да не послушаат СДСМ, иако многу ретко го прават тоа, да данокот не само што треба да остане како што е во овој момент, туку треба и да се намали, се со цел тие пари кои што ќе останат кај граѓаните и во стопанството, подоцна да се реинвестираат и повторно да влезат во стопанството, бидејќи само така ќе можеме да го помрднеме. Да не забораваме, владата во изминатава година денес се фали дека многу помогнала. Според Светска банка помогнала во стопанството со околу 330 милиона евра, односно помогнала на 40% од Викендов имав една дебата со одредени пријатели кои ми велат, гледаш дека никој не се буни, нели, од големиве компании во државата, никој не се буни за зголемувањето на даноците. Граѓаните мора да знаат дека даноците се зголемуваат, односно зголемувањето на даноците им одговара на оние кои се олигарси во Македонија. Зошто? Затоа што тоа значи дека утре не може од дното, од доле да се издигне некој и својата компанија да ја прошири доволно многу за да го загрози нивниот бизнис. Со големите даноци тие практично се бранат од конкуренција и си го бранат своето место да бидат креатори на нашите животи. Не знам дали има реакција или пак нема од стопанството, но знам дека за кризава има бајаги реакција од стопанството. Има доста критики дека не се направи доволно и
и големите предпријатија, фирми, капацитети и останати стопанственици, и најмалите и најголемите се жалат дека се оставени сами на себе. Во однос на даноците, да не заборавиме дека не е само даноците, ВМРО ДПМН во септември месец протестираше за струјата. Ние бевме критикувани зашто сме протестирале за струјата. За денеска да имаме нова најавено поскапување на струјата. И зашто го спомнувам ова, бидејќи не само даноците се терет, поскапувањето на струјата автоматски ќе значи поскапување на целокупниот живот, на секој продукт кој што ќе влеземе во маркет, кафето кој што ќе го испиеме, ручекот на кој што ќе седнеме или дома ќе го направиме, ќе биде поскап, бидејќи со поскапувањето на струјата секој производ на пазарот и пред се поскапува. За многу од нашите слушатели со поскапувањето на струјата ќе се намали заработувачката од копање на биткоини. И во Македонија еден ново развиен бизнис во дел од општините во нашата земја дури се копа и на улично осветлување. Тоа за тоа немам информација. Јас сега се обидувам да направам некакво истражување за тоа колку е зголемена зголемени сметките по општините, потрошувачките, и можам да ви кажам дека процентите не се воопшто наивни. Сега како тоа најнаш може би затоа Мила сака дигитализација на образованието, бидејќи гледа дека луѓе ги интересираат етериуми, биткоини, доджкоини и така натаму, најверојатно по таа логика тргнува контра секој здрав разум и вика јас ќе ги укинам учебниците и сите ќе бидеме на таблети и децава така ќе ни може така и да не оценуваат. Еве добивате, не знам, 0,5 сантоши како четворка или некој од тие мерки единици во криптосветот. Да, тоа е темата која така само површно ја обработивме, темата за образованието, но тоа ќе биде тема веројатно на нашето утрешно издание на утринскиот подкаст, и навистина е катастрофално се ова што се случува, и да се надеваме дека барем малку ќе им проработи разумот во однос на разумот нема да проработи, но граѓаните треба да се барем заедно мирни дека ВМРО ДПМН во моментот кога ќе ја превземе власта по локалните избори, најверојатно на некои предвремени парламентарни, едно од првите 10 одлуки ќе биде укинување на овој апсурден Ти благодарам за твоето гостување. Можеме да предпоставиме еве што ќе биде првата работа кога ВМРО ДПМН ќе дојде на власт, но првата работа која ово утро мораме да ви ја кажеме е дека работите сериозно се излезени од контрола во нашата земја. Така напише еден поранешен лидер на ВМРО ДПМН пред да побегне од Македонија, и еве така велам и јас, не најавувајќи нели дека ќе побегнам од оваа земја, но очигледно е тука се помалку владее разумот. Се соочуваме со огромни притисоци за она што го работиме, и ние, и телевизија Алфа, и сите останати критички медиуми во нашата земја. За жал власта станува се по-немилосрдна кон сите оние кои упатуваат било каква критика кон неа. Тоа ќе биде темата која ќе ја развиваме во наредната недела, нормално заедно со образованието кое го спомнав претходно. Денес е 25.5.2021 година, 9 часот и 38 минути. Јас сум Љупчо Златев, уредник на оваа емисија и главен уредник на радио Лидер. Утринава техничката реализација во проширен состав Мартина Костандинова, Јане Јанков и Предраг Пандилов. Останете со Лидер FM, слушајте одлична музика и нормално читајте lider.mk.